Почитувани новинари, почитувани граѓани. Вчера парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, донесовме важни законски измени кои го подобруваат животот на граѓаните. Ги усвоивме измените на Законот за работни односи, со кои се носи можност жените да одат во пензија и со навршени 62 години возраст. Мажите со 64, а продолжување на работниот однос до 67 години ќе има само за дефицитарните кадри во здравството и во високото образование. Ги изгласавме измените на Законот за субвенциониран студентски оброк, со цел негова успешна имплементација во услови на пандемија. Преку овие измени на Законот се овозможува корисникот на субвенционираниот оброк да може да го оствари своето право кај секој трговец. А со овој закон 15 милиони евра ќе завршат кај околу 40.000 студенти. Дел од Шар планина станува национален парк, со што државата го добива својот 4-ти национален парк. Сето ова се мерки донесени во еден ден, кои позитивно влијаат на квалитетот на живот на огромен број наши граѓани. Што во меѓувреме, почитувани граѓани, правеше ВМРО-ДПМНЕ во текот на вчерашниот ден? Вчера пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не гласа за усвојување на потребата од скратена постапка при носењето на Законот за додадена вредност и намалување на ДДВ-то за струја од 18 на 5%. Вчера ВМРО-ДПМНЕ продолжи да шири лажни вести за македонскиот јазик, како и владата и СДСМ секојдневно го повторуваат ставот дека за македонскиот јазик нема и нема да има преговори. Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ вчера, како во старите добро познати насилнички режимски времења, упадна на седница на Совет на општина Ѓорче Петров, во која и не живее, со цел да ја прекине седницата и да предизвика скандал. Ете тоа, почитувани граѓани, го нуди ВМРО-ДПМНЕ. Лажни вести, насилство, дејствување против интересите на државата и на граѓаните. Огромна е разликата помеѓу концептот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија кој води напред и помеѓу концептот на ВМРО-ДПМНЕ кој ја враќа државата назад. Таа разлика, почитувани граѓани, ќе се потврди и на локалните избори, каде ВМРО-ДПМНЕ и Христијан Мицкоски одново ќе бидат казнети од граѓаните за сето тоа деструктивно и антидржавно дејствување. Ви благодарам.